Под мотото "Обоиме во пријател", а во организација на Лајонс клубот Кабадаја, денеска во Битола се одржа марш низ широк сокак по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со инвалидитет. Овој традиционален марш се одржува веќе 9-та година поред, а е со цел социјална инклузија на децата со посебни потреби. Цел на овој настан е подигнување на свеста дека сите ние сме исти, дека нема различности помеѓу нас. Исто така сме свесни дека постои дискриминација на овие лица. Се надеваме дека тие препреки и бариери ќе ги урниме и точно заради тоа се овие настани и забави каде што ги организираме да децата се сплотат. Од децата почнува сето тоа, цела таа социјализација. Се надеваме дека секој ден ќе ни биде 3 декември, нема само овој ден да го прославуваме на овој начин. На овој настан учество зедоа ученици од основните училишта во градот, кои испратија порака дека и луѓето со инвалидност заслужуваат љубов и поддршка. Ние сме установа за деца со посебни потреби, односно за деца со пречки во развојот, меѓутоа се трудиме, дечињата рамноправно, да ги вклучиме во сите сфери на општеството, односно да му направиме една социјална интеграција, вклучувајќи и во сите активности, во театри, кина, преку секции. Доста значајно за што побрза интеграција на луѓето со инвалидитет е што поскоро да се подигне свеста на едно повисоко ниво, а луѓето да имаат доверба во соодветните институции. Најголем проблем во сместувањето, за дечињата што кај нас мора да бидат со наути мислење, категоризирани од соодветна комисија, така да постојано сме на терен во Република Македонија, на терен по редовните училишта, ние не сме против инклузија, меѓутоа не да биде инклузијата по секоја цена. Да има некој правилник, родителите да добијат свест, кое дете може да оди во редовно училиште, а кој да биде заслужува да добие рехабилитација и соодветен третман во специјалното образование. Во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух говори глас Кочо Рацин во Битола. Со образование во моментот се стекнуваат 75 деца кои доаѓаат од цела Македонија.